Вие гледате поинакви вести на Слободен печат. Во кривичниот суд ќе биде објавена пресудата за убиствата на Вања и Панче. Во основниот кривичен суд Скопје денеска треба да биде објавена пресудата за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски, за кои обвинети се Љупчо Палевски, Велибор Манев, Боре Видевски, Владко Кешишев и Александар Ѓорчевски. Во обвинението стои дека обвинетите заедно испланирале грабнување на 14-годишната Вања со цел да присила член на незиното потесно семејство да даде пари за откуп. Грабнувањето на оштетениот Панче Жежовски во Велес, според обвинението, било со намера да го присила да им го даде неговото возило Ситроен да го користат за грабнување на детето во Скопје. Обвинетите на почетокот од процесот изјавија дека не се чувствуваат виновни. Во завршните зборови одбраната на обвинетите побара ослободителна пресуда, додека основното јавно обвинителство побара максимална казна до животен затвор за Палевски, Кешишев, Видевски и Манев, а за таткото на Вања побара судот да му ја одреди соодветната затворска казна. Што вели Мицкоски за извештајот? Добро е што ја поминавме првата фаза. Видовме дека не се стотина бугари во устав, туку дека болката е подлабока. Премиерот Христијан Мицкоски го коментираше вчерашното гласање за извештајот за Македонија во Европскиот парламент, при што рече дека е добро што сме ја поминале првата пречка на Комисија за надворешна политика во Европскиот парламент и дека јавноста видела дека проблемот е подлабок од само уставни измени. Иако досега се кажувало дека прашањето со идентитетот и јазикот е бетонирано, сепак се покажало дека не е така. Многу внимателно се однесувавме целиот овој период. Сега нема ништо да зборувам за тоа што се случуваше, но многу скоро од денеска ќе зборувам гласно, јасно и многу отворено. Но знам дека беше жестока борба за да се помине оваа прва пречка која што не би требало да постои. А ако ги слушате пораките од поедини политичари од Брисел дека никогаш идентитетот не бил предмет на разговори и преговори, дека никогаш јазикот не бил предмет на договори и преговори, дека тој бил бетониран, затворена тема, видовме дека не е така. Македонската и европската јавност виде дека не е така. Во 21 век во Европа се уште ние се бориме за идентитетски прашања, за нашиот мајчин јазик и така натаму. Но добро е што ја поминавме оваа прва фаза на Комисијата за надворешна политика, убедливо беше гласањето, рече Мицкоски. Таткото на Васил Јованов не дојде на судење. Судот не можел да го најде дома, а обвинителството му го смени кривичното дело во поблаго. Зоран Јованов, таткото на осудениот Васил Јованов, која прегази младата Фросина Кулакова, не дојде на почетокот на судењето против него. Судијката Снежана Марковска, која го судеше и Васил, кажа дека два пати судот испратил покани и го барал Јованов на адресата, но се враќала како неуредна. Обвинителот Александар Марковски соопшти дека го сменил кривичното дело за нијанса поблаго, односно сега, наместо за предизвикување на општа опасност, таткото ќе се гони за загрозување на безбедноста во сообраќајот. Во случајов станува збор за нијанса поблаго кривично дело, но истото беше неминовно да биде направено, бидејќи начелото на специјалитет наложува да се интервенира во оваа насока кога една друга норма ќе ги содржи сите обележја на претходната, но ќе се разликува во натамошно посебен аспект, рече Марковски во судница. Новото кривично дело предвидува парична казна до 1 година затвор, додека пак претходно до 3 години затвор. Еден синдикат против, друг за паркирањето во Лимак на докторите од клинички центар. Откако министерот за здравство Азир Алију во неделата соопшти дека Министерството за здравство склучило меморандум за соработка со Лимак, па 300 од вработените во клинички центар ќе мора да ги паркираат своите возила таму и да пешачат 5 минути до работа, во синдикатот на клинички стигнуваат поплаки од вработените. Председателот на синдикатот на клинички доктор Предраг Серафимовски за Слободен печат вели дека никој не ги консултирал
информирал вработените пред да се донесе одлуката и додава дека проблемот не треба да се решава на овој начин, туку долготрајно и со системско решение. Поплаките се дека оддалечениот паркинг ќе го нарушува работниот процес и ќе предизвика доцнење на персоналот. Доктор Серафимовски исто така ни рече дека во летниот период, поради одморите, гужвата не е голема и затоа до септември треба да се искористи времето и да се бара долгорочно чаре за проблемот. Дневно околу 6000 луѓе поминуваат низ овој клинички центар, а во годишните извештаи на јавното претпријатие Градски паркинг, паркингот на клинички фигурира како најпрофитабилен. Дебармалците се за спуштање рампи во населбата за викенд. Во скопската населба Дебармало, која со децении е епицентарот на сообраќајниот хаос во Скопје поради бројните кафулиња, ресторани и останати угостителски објекти, можно е општината да го ограничи сообраќајот за викендите со цел да се намали метежот на дебармалските улици и паркинзи. Во анкетата на Слободен печат, сите анкетирани го искажаа своето задоволство за овој проект и едногласно поддржуваат поставување рампи за викенд како превентивна мерка за решавање на огромниот проблем со паркинг и сообраќајен метеж во населбата. Општина Центар, како одговор на долгогодишните реакции од граѓаните што живеат во овој дел на градот, подготвила пилот проект кој предвидува ограничување на движењето на возилата во внатрешноста на Дебармало за време на викендите. Наскоро во населбата би се воспоставила тест зона за нов сообраќаен модел, кој треба да донесе повеќе ред, тишина и безбедност за жителите. Планот предвидува строга контрола на сообраќајот од петок во 18 часот, па се до 6 часот наутро во понеделник, која првично ќе трае 6 месеци. Според информациите од општината, проектот ќе биде доставен до град Скопје, а потоа ќе биде проследен до СВР Скопје за конечна согласност. Доколку биде одобрен, пилот проектот ќе стартува и ќе трае 6 месеци, а потоа, во зависност од задоволството кај жителите и ефективноста на овој викенд режим, предвидено е продолжување на тест периодот на уште 1 година. Ако и тогаш се покаже како корисен за жителите, овој модел ќе премине во трајно решение за ограничување на сообраќајот во Дебармало. Извори за CNN тврдат дека САД не ги уништиле нуклеарните постројки на Иран. Американските воени напади врз 3 ирански нуклеарни постројки минатиот викенд не ги уништија клучните компоненти на нуклеарната програма на земјата и веројатно ја забавија за само неколку месеци, покажува раната проценка на американската разузнавачка заедница, објави CNN. Проценката ја направи Агенцијата за одбранбено разузнавање ДИА и се базира на анализа на штетите спроведена од Централната команда на САД, Центком, по нападот, изјави еден од изворите. Анализата е се уште во тек и би можела да се промени како што ќе пристигнуваат повеќе информации, но првичните наоди се спротивни на тврдењата на американскиот претседател Доналд Трамп, како постојано повторување дека нападите целосно и крајно ги уништиле иранските постројки за збогатување ураниум. Министерот за одбрана Пит Хексет исто така изјави во неделата дека нуклеарните амбиции на Иран се уништени. Сепак, 2 извори запознаени со извештајот тврдат дека залихите збогатени со ураниум не биле уништени. Трамп е повторно номиниран за Нобелова награда за мир. Неколку републикански членови на Американскиот конгрес повторно покренаа иницијатива за доделување на Нобелова награда за мир на претседателот Доналд Трамп, наведувајќи ја неговата наводна клучна улога во посредувањето за прекин на огнот меѓу Израел и Иран, пишува NBC. Конгресменот Бади Картер од Џорџија објави на социјалната мрежа X дека официјално го номинирал Трамп за Нобелова награда за мир, велејќи дека сака да ја признае неговата историска улога во постигнувањето прекин на огнот и спречувањето на најголемиот спонзор на тероризмот во светот да го добие најсмртоносното оружје на планетата. NBC, повикувајќи се на висок функционер на Белата куќа, соопшти дека Трамп навистина бил вклучен во процесот што доведе до најновото примирие меѓу Израел и Иран, но деталите за неговата улога не се официјално потврдени. Во историјата 4 американски претседатели ја добиле Нобеловата награда за мир: Теодор Рузвелт, Вудро Вилсон, Џими Картер и Барак Обама.
Вечера во 20 часот на YouTube каналот на Слободен печат ќе имате можност да го гледате новото издание на Мама Визија. Зборот Мајка има длабочина и мој колку далечината на видиковата линија. Нашата денешна гостинка во Мама Визија со својата добрина и љубов ќе го потврди токму тоа. Овој пат ве запознаваме со мајката Слободанка Рустемова, мајка на две небиолошки деца. Слободанка и сопругот речиси 2 децении се бореле таа да остане бремена. Најпосле, советот на докторот бил: време е да погледнете и на другата страна. Вечерва во 20 часот новата Мама Визија. Во моментот кога ми се јавија да ми соопштат дека сме добиле дете, јас не верував. Приказните дека чекаме по 10, по 5, по 10 години, за мене беа дека тоа е нормално да се чека така и чекаме така и ние ќе си чекаме така. Но на 31 на октомври кога ми се јавија, јас бев на работа и стручниот тим се јави да ми соопшти. Нивната прва реченица беше: Слободанка, дали знаете што имаме ново за вас? На 1 мај ќе славиме први роден ден. И јас, повторно убедена во приказната дека тоа ќе трае 10 години, 7 години, 5 години, така натаму, викам да, ќе ги обновиме документите ние точно таа во мај. Вие мислите нешто административно ве бараат? Па, генерално за посвојување документите се обновуваат секоја година еднаш. Така? И сега јас тој ќе славим еден роден ден, мислев дека тогаш ќе биде, поново. Една година откако сте почнале со процесот, така? Тогаш сватија дека, јас не можам да ги разберам. Ми кажа: ама не, вие добивте керка која што има црвено газе, прекрасна и најубава на цел свет. И во тој момент какво е вашето чувство? Што направивте? Се сеќавате ли кога ги Знам дека станав од работното место, се потпрев на масата и само реков: не е можно. Ама јас, вистина, моја керка, моја. Тука имаше излив на емоции, солзи, соопштување на сопругот кој исто не веруваше. Навистина се водевме по приказната дека тоа мора да е долго и тешко. Јас знам зошто ние добивме толку брзо дете, затоа што не баравме боја на очи, не баравме боја на коса, не баравме повторно ќе речам верска припадност, национална припадност, ние баравме здраво дете. Мислењето на граѓаните е секогаш од голема важност за Слободен печат. Токму затоа ги прашуваме овој пат дали следите инфлуенсери и како тие влијаат на градењето на вашето мислење. Следува анкетата на YouTube на Слободен печат. Дали следиш инфлуенсери? Да, следам инфлуенсери. Зависи што и како, делумно. Инфлуенсери поќе американски, некојаш ќе ми излезе на TikTok наши, како што Ева Јовановска, Александар Динев, Мија Андрија, Стефан Лазаров ќе ми излезе некогаш, така подкастите, Боки 13 како ќе има некој гаф и така натаму. Не баш. Дали да речем може да извиш некој од Македонија што ти е поинтересно од македонските инфлуенсери? Знам за Мија Костова. Па моментално од инфлуенсери ја следам Majestic, Александра Трпевска. Таа ми доаѓа прва на ум, одамна ја следам. Океј, знае убаво да се испромовира. Не е од оние што, да не ги кажувам какви се. Добра е, знае добра маркетинг да направи, мислам дека таа прво ми доаѓа, но таа ќе ја земам. И тоа е моето мислење за неа. Македонија не многу, повеќе странски и повеќе некои постручни области, така да сигурно нема да биде интересно. Дали имате некаков бенефит да речеме тоа што ги следите инфлуенсерите? Нешто да сте дознале ново, со нешто да ви помогнале? Се дознава, многу информации, посебно во делот на вежбање, исхрана, ново нешто, во тој дел може да се каже. Друго во други области не следам. Па и да и не. Зависи. Некогаш се стварно корисни, можеш да научиш нешто од нив, некогаш, да речам, ги користат за реклами и некои производи и такви работи, што, не знам, може окей, може не. Дали ти лично нешто се применила како совет или препорака од инфлуенсери досега? И од Македонија и од странство било како? Најчесто со козметика за лица, да. И функционирало. Не, искрено не.
Не сум ни побарал советот од инфлуенсер, не ни сакам да побарам искрено, затоа што сепак си имам свое мислење, не ми треба мислење од туѓи. Какво влијание мислите дека имаат врз општествен и социјален живот? Па ми се допаѓа посебено да ви кажам делот на инфлуенсери во последно време што го има, во делот на исхрана, во делот на вежбање, во делот на да се пројави свесноста за поздрав начин на живот, дека веќе гледаме и дека некои состојби понајново, например луѓето кога запаѓаат во тешки психички состојби со вежбањето, стигнале до некое друго ниво, се избориле на еден начин, има сигурно бенефиции, сега зависно кој што бара. Мислам дека има многу големо влијание на младата популација поради тоа што го пратат трендот од инфлуенсерите и сакаат исто така да станат на некој начин инфлуенсери, што не е здраво, мислам, според мене за младата нација. Исто така тоа што го прават инфлуенсерите и на кој начин се експонираат, потенцирам кај женските инфлуенсери, не е здраво од причина што го пратат тој тренд, истото тоа го прават и младите. Уствари ги следат на некој начин. Јас мислам дека има, например, посебно Стефан Лазаров, бидејќи носи така по-контровезни и по-влијателни луѓе како што се политичари, некои што се ептен влијателни и пееа чисто така носи, мислам дека има влијание, посебно Стефан Лазаров. Дефинитивно. Во студиото на Слободен печат имавме уште еден гостин, овој пат ликовниот уметник Давор Кешкец, со кој што зборувавме за неговата најнова изложба која што ќе биде отворена овој четврток во 20 часот во Бифета Вталиџа, а вие ќе можете да ја посетите. Претходно изгледате го интервјуто со Давор Кешкец. Денеска во студиото на Слободен печат еден интересен гостин, се работи за млад ликовен уметник кој што по струка е графичар, меѓутоа се занимава со уметност во поширока смисла на збора, значи ќе зборуваме денеска со Давор Кешкец, дечкото кој што досега има издадено многу самостојни изложби и групни и има правено мурали, ќе зборуваме за деталите. Пред се добре дојде во Слободен печат. Фала ви на покана. Драго ми е што си тука. Поводот е се разбира отворање на уште една твоја самостојна изложба која што ќе се случува на 26 во четврток, значи во 20 часот во еден алтернативен изложбен простор, веќе добро познат на оние кои што ја следат ликовната уметност во Бифета Вталиџа. Поздрав до Шоте, Саша Шотаровски, како и секогаш расположен и отворен за сите уметници кои што сакаат своите дела да ги изложуваат таму. Ајде за почеток, зошто Moon of Love, името на изложбата? Па, оваа изложба некако е ја така ја гледам како продолжение на една моја претходна изложба која беше насловена Blue Moon. Па така некако, како што кажа, како продолжение некоја сакав месечината нели да се повторува, некако љубовта се протнува како тема и на тие дела и на овие сега, па некако беше така Moon of Love најлогично да се крсти. Так, која техника, во која техника ќе бидат делата? Во акрил на платно. Добро. Што кога работам на платно, најчесто работам акрил на платно, затоа што тоа нели е најдостапно, така да акрил на платно ќе бидат. Вие гледавте поинакви вести на Слободен печат. Можете да ги следите секој работен ден токму на каналот на Слободен печат. Пријатно.